Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата за Универзитетот отворено и како што редовно кажувам во овој период, оваа емисија е посветена, барем во овој период, на представување или промоција на единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола пред почетокот на уписите за новата академска 2026-2027 година. Денеска ви го представуваме Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, а наша гостинка професор доктор Снежана Дичевска, деканка на факултетот. Деканке, добре дојдовте во програмата на Укло ФМ Битола. Ви благодарам на поканата. Благодарам на можноста да го представиме Факултетот за туризам и угостителство Охрид и морам да кажам дека меѓу студентите многу е популарно и слушано нашето Укло радио. Јас морам само на почеток да кажам дека разговорот го реализираме телефонски, меѓутоа сметам дека тоа нема да биде проблем, имаме одлична врска, па и разговорот се надевам и сигурна сум дека ќе биде одличен. Деканке, на почеток би сакала малку повеќе да ги запознаеме нашите слушатели со она што значи Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, малку да подсетиме на неговата историја, на неговата мисија и визија. Факултетот за туризам и угостителство Охрид е една од постарите членки на нашиот универзитет, на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Неговите почетоци датира до 1970 година, што значи повеќе од 55 години традиција и искуство во однос на едуцирање на високообразовни кадри. Од 1970 година почнува како висока угостителско-туристичка школа, а од 1977 година прераснува во високообразовна институција. Нормално во тој развој, воведување на студиските програми секогаш одело паралелно во консултација со стопанството. Значи секоја студентска програма која што на Факултетот за туризам и угостителство се реализира е резултат на потребите на стопанството. Така да во овој момент, она што, ајде да се фокусираме сега на сегашноста, за едината може многу да се зборува, меѓутоа сегашноста е резултат и на минатото и на овие 55, односно 56 години постоење на Факултетот за туризам и угостителство Охрид. Денес факултетот нуди атрактивни, ајде да речем модерни студиски програми во делот на услужниот сектор на сите три циклуси на студирање, на додипломски, магистерски и докторски студии, нормално кои што се акредитирани и морам да го нагласам моментот кои што се меѓународно признати. Дозволете, пред да ги информираме слушателите за она што значат студиски програми на сите циклуси на студии, јас би сакала уште малку за она што значи Факултетот за туризам и угостителство во нашата држава. Би рекле лидер кога се работи за образување на кадри кои што се и тоа како потребни во угостителскиот сектор. Првенствено, меѓутоа и се она што значи и останато, економија, менеджмент и така натаму. Да, значи јас како што кажав, сите студиски програми се во услужниот сектор, во финансиите, во осигурувањето, во гастрономијата, во туризмот, во хотелско-ресторанскиот менеджмент и согласно прескати се во полето економија и бизнис, значи во секторот на економија. Атрактивноста на студиските програми кои што се нудат на нашиот факултет произлегува поради фактот што со одредени студиски програми сме единствени на територијата на нашата држава, меѓутоа и пошироко во регионот. Не зборувам за најстари и туризам и осигурување
и царина и шпедиција, и гастрономија, и хотелско-ресторански менеджмент, веќе постепено воведувам во студиските програми. Значи, сите студиски програми кои претходно, ги набројав, ги повторам малку покасно уште еднаш, се најстари, значи почетоците се токму на нашиот факултет. Па затоа и го нагласи в тој момент искуство повеќе од 50 години и обстојување и бројка која што е задоволителна бројка која што постигнуваме при уписот, доволно зборуваат за фактот дека навистина се вложува, посветува внимание и се работи со нашите студенти. Да, произведувате кадар кој е доста баран на пазарот на трудот, не само во нашата држава, туку и во регионот. Да, посебно со студиските програми туризам и гастрономија, кадар кој што навистина пазарот на труд има апсорбциона способност, кадар кој што е побаруван не само во нашата држава, туку и во соседството, значи и надвор. Знам сега да речам дали за жал во последниве неколку години тој одлив на работна сила веќе е зема замав. Ние правиме напор, ајде да речем, да ги издржиме младите луѓе тука во државата, меѓутоа она што е битно и она што е можеби еден фактор, причина плюс да се запишат на нашиот факултет, тоа е што пазарот има апсорбциона способност. Значи, отворени работни позиции за кадар кој што се продуцира на нашиот факултет, нагласи особено за кои студиски програми. Меѓутоа, нели зборувате и за одливот на луѓе, одливот на кадри во ова денешно време, кога границите практично се отворени за сите, секој размислува, бара можеби подобра иднина, подобри услови за работа, младите не можеме да ги спречиме, тоа е всушност проблем, ако можеме да речеме, и во останатите држави, но пак ќе нагласам, пак ќе речем, тоа е нешто што секаде се случува во ова денешно време, но како што кажувате, барате начини и можности младите луѓе сепак да останат тука, дел и остануваат благодарение на она што и вие го правите. Да, видите, процесот на глобализација си го прави своето. Значи, глобализацијата е токму тој процес на здвинување на бариерите, на границите, не само кај работната сила, туку и кај капиталот и кај финансиите. Миграцијските процеси постојат. Убаво кажавте, не само во нашата држава, туку постојат и во регионот, постојат и пошироко. Луѓето денес се повеќе и повеќе, па и младите луѓе секогаш сакаат да видат и нешто плюс, значи не само како е во домашната, туку како е и во другите држави. Секогаш бараат подобри услови за живот, подобра можност за заработувачка, да не го занемариме и тој факт дека финансиите и средствата кои што за екзистенција се и како битен фактор за подобар квалитет на животот. Така да, ние како факултет, да, на меѓународната соработка посветуваме максимално влијание и видете, ние ги поттикнуваме студентите да патуваат, ги поттикнуваме да ги користат сите оние грантови кои што дали преку Еразмус, дали преку Цепус, преку мрежите, програмите за мобилност кои што се нудат на нашиот универзитет, па и на нашиот факултет, да одат, да видат, па да направат одредена споредба. Кога зборуваме за миграцијските процеси, да, присутни се, високообразовните институции, па и универзитетот, па и нашиот факултет, ние правиме напори навистина да им укажеме, да увидат дека и во нашата држава тие што се квалитетни студенти, квалитетни кадри, тие кои што вложуваат, инвестираат во себе, навистина може убаво и да заработуваат, може убаво и да живеат. Меѓутоа тоа е процес на кој што влијаат навистина многу фактори и секој од чинителите превзема одредени мерки за да тој процес некако го успориме. Инаку да, миграцијските процеси не само во нашата држава, туку и во регионот, па и во светски размери се присутни. А на друга страна, ако зборуваме пак, факултетот за туризам и гостителство во Охрид нуди одлични студиски програми кои што се добро препознаени од младите. Се запишуваат, како што кажавте, на факултетот имате секоја година солидна бројка на млади луѓе кои тука добиваат квалитетно образование и благодарение на тоа образование практично им се нудат и можностите за излегување надвор,
барање можеби некоја поубава, подобра иднина, но и голем број остануваат тука, па започнуваат собствени бизниси, што е во секој случај за поздравување. Јас предлагам сега да направиме една музичка пауза, па ќе започнеме со она што значи представување на студиските програми кои што се нудат тука на Факултетот за туризам и гостителство. Почитувани слушатели, останете понатаму со нас на 90,8. Мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако ме нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделната илузија, те сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Каде да одиш, секогаш ќе останеш мој. Само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Секогаш мој. До небо, небо високо. Од небо до дно. Чувствуваш, знам, велат дека не си сам, но во сите ноги јас сум ти единствен здрав. Ти си мој. Каде и да одиш, секогаш ќе останеш мој. Само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Само мој. Каде и да одиш, која и да дојде, до крај на ова време, секогаш ќе останеш мој. Само мој. До небо, небо високо. Од небо до дно. До небо, небо високо. И еве неповторно назад во програмата на Универзитетското радио УКФМ Битола ве подсетувам, ја следите емисијата за Универзитетот Отворено. Денеска тука го представуваме Факултетот за туризам и гостителство во Охрид, а наша гостинка деканката на факултетот професор доктор Снежана Намдичевска. Деканке, хајде да започнеме сега со студиските програми, она што е најактуелно во овој момент би рекле, додипломските студии. Да, во овој период се најактуелни додипломските студии. Една од основните причини, кој што им најмногу влијание има при одлуката каде ќе го продолжат своето образование, е студиската програма која се нуди на било кој факултет. На нашиот факултет се нудат студиски програми од прв, втор и трет циклус на студии. Значи, го нагласувам тој момент затоа што се заокружува една целокупна целина во однос на сите три циклуси на студирање. Но, како што и сами вие нагласивте, во овој момент за матурантите, за завршените средношколци,
Она што е најинтересно се студиските програми кои се нудат на прв циклус на студии. На Факултетот за туризам и угостителство се нудат студиски програми од областа на туризмот, гастрономија, хотелско-ресторански менеджмент, царина и шпедиција, осигурување и менеджмент со ризик и менеджмент во услужен сектор. Јас напоменав и на почетокот дека сите студиски програми се во областа на услужниот сектор, сите студиски програми влегуваат во полето економија и бизнис, согласно она Фраскатиева класификација на студиски полиња на високообразовните на програмите од факултетите. Сите студиски програми се атрактивни, посебно поради фактот што услужниот сектор има огромно влијание во создавање на бруто домашниот производ. Значи, некаде меѓу 70 до 80% во развиените земји услужниот сектор учествува во создавање на бруто домашниот производ и самиот тој факт зборува и она што пред малку го напоменав за можноста за идно вработување на студентите кога веќе ќе дипломират по завршување на додипломските студии. На втор циклус на студии исто така имат можност, иако што ќе дипломираат, да продолжат со втор циклус на студии или на нашиот факултет или на сродни факултети. А од друга страна, на трет циклус на студии, ево, имаме за туризам, осигурување и морам да го нагласам, пошто вашето радио не го следат само студенти кои што би се запишале на прв циклус на студии, студент нормално го следат и студенти кои што би сакале можеби на втори, на трет циклус на студии да се запишат. Од оваа година сме единствени и во Македонија и во регионот со трет циклус царина и шпедиција. Значи, за прв пат на овие простори нудиме акредитирани докторски студии по царина и шпедиција. Што значи, еве, уште еднаш го потврдуваме фактот дека сме еден од лидерите во високото образование поради атрактивните акредитирани студиски програми и на прв, и на втор, и на трет циклус на студии. Да, за да се реализира програмата на сите три циклуси студии, имате одличен кадар кој што знае своето знаење да им го пренесе на младите. Да, значи факултетот располага со сите ресурси, не само кадровски ресурси. Тоа сакав и да напоменам дека за еден дел од студиските програми, како што е гастрономијата и хотелско-ресторанскиот менеджмент, не е доволно само теоретско пренесување на знаењата, иако во целиот тој процес на студирање и теоретската наобразба е значајна и е битна. Меѓутоа, посебно, особено за тие студиски програми за, конкретно гастрономија и хотелско-ресторанскиот менеджмент, ова го, нагласувам и го акцентирам, факултетот располага со модерно опремени простории, значи со факултетска кујна, со навистина една од посовремените уреди или опреми, и постојано вложуваме, ја надоградуваме таа опрема, и со посебен ресторански дел, каде што студентите паралелно покрај теоретската наобразба имаат можност и практично тука во текот на наставата, во текот на вежбите да подготвуваат храна и да го усовршат тој процес на сервирање, на послужување, значи во тој ресторански менеджмент со еден збор. Значи, она не е само акламативно дека ние како факултет ја поврзуваме теоријата и практиката, туку навистина покрај таа теоретска наобразба се посветува внимание и за практичниот дел, за практичната настава, така да слободно можам да кажам дека по завршувањето веќе се вработуваат туку и додека студираат нашите студенти веќе еден добар дел или поголем дел од нив веќе и работаат. Така да, на некој начин и неформално, она што викаме ние еден вид на тоа дуално образование се применува. За другите студиски програми тоа е
ево повторно за да бидам малку појасна за вашите слушатели, за студиските програми, гастрономија, хотелско-ресторански менаџмент, нашиот факултет располага со современа кујна и тука на лице место во факултетските простории, покрај теоретска наобразба, имаат можности практично да вежбаат. Дури можеме да се пофалиме дека кога факултетот организира конференции, и во тој дел имаме навистина богато искуство, студентите го прават тој кетеринг, студентите подготвуваат храна, дури понекогаш и на, ајде да речем сега, комерцијална основа, нашиот факултет е домакин и за други меѓународни конференции, летни школи, реализација на проекти и на вистина студентите се покажуваат во вистинско светло, имаме на вистина многу задоволни, ајде да речем сега, професори, колеги од странство кога организираат летна школа во Охрид на нашиот факултет, кога веќе студентите ги имаат можност да ги покажат своите вештини и она што го научиле во процесот на едукација. За другите студиски програми праксата не е занемарена, се реализира на тој начин што склучуваме договори со хотелите, рестораните, со осигурителните компании, со банките, како финансиски институции, со Царинската управа на Република Македонија, со шпедитерските организации, значи во зависност од тоа на која студиска програма студентите студираат. Например, ако се на царина и шпедиција, праксата ја реализираат во некој од испоставите на Царинската управа или во шпедитерските организации. И еве тука да дадам една мала забелешка. Имаме многу студенти кои што отпочнале свој собствен бизнис благодарение на фактот што да реализирале пракса во некоја од шпедициите во државава. Понатака, студентите, например, кои што студираат на осигурување или менеджмент во услужен сектор, праксата ја реализираат во некоја од осигурителните компании во државава или во некоја од банките, во некоја од банкарските финансиски институции. Значи, да резимирам, атрактивноста на студиските програми кои се реализираат на нашиот факултет не е само поради фактот што се, иако тоа е прв и единствен момент, што се атрактивни и се современи и што постои можност за нивно вработување, туку и поради фактот што на вистина посветуваме внимание и на практичната компонента во тој целиот едукативен процес. Да кажеме дека како факултет за туризам и гостителство дават и одредени сертификати, но за тоа дозволете да проговориме по музичката пауза. Почитување, останете и понатаму со нас на 90,8 со програмата на Универзитетското радио УПФМ Битола. Ништо не ми кажуваш мене, а знам јасно бај зборој имаш, но ги криеш од мене. Го броиш предметот во себе, ништо не ми кажуваш мене, а знам јас какви мисли имаш, но ги криеш од мене. Времето ми бега, кажи ми ти сега,
sama, ke ljubam jaz najdobro do svega, no времето ни бега, 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 ke ljubam najdobro do svega, svega, oh, oh, oh. Декан Кедичевска, предходно кажав дека на Факултетот за туризам и гостителство во Охрид се реализираат и други програми, еве ако можам така да ги наречам, ќе ме исправите ако не е така. Вие сте установа која што издава и сертификати за туристички водич, сертификат за туристички придружник и сертификат за раководител на туристичка агенција. Нешто што исто така е доста популарно во овој последен период. Да, значи покрај студиските програми кои се нудат, она формално образование кои се акредитирани, ние внимание посветуваме и на, ајде да речем сега, неформалното образование, со тоа што веќе еве 2 децении, повеќе од 2 децении од развојот на факултетот, како ние сме пак ќе речеме еве први како високообразовна институција која што имаме таа лиценца да издаваме сертификати за туристички водич, туристички придружник и раководител на туристичка агенција. Тоа е обврзано, значи, со Законот за туристичка дејност. Еве, ајде малку пошироко која е потребата со Законот за туристичка дејност. Не може да се води група ако се нема сертификат за туристички водич, или не може да се отвори туристичка агенција доколку се нема сертификат за раководител на туристичка агенција. Значи, самата пак ќе кажам, чекор сме секогаш со промените и со законските одредби и сме први во нашата држава кои што успеавме да ги акредитираме тие програми и имаме таа можност да издаваме сертификат за туристички водич, туристички придружник и раководител на туристичка агенција. Одиме чекор напред, правиме обид да и во сферата на гастрономијата и во сферата на хотелско-ресторанскиот менеджмент, ние организираме обуки за бармени, за лица кои што се стручно, јас не сум туризмолог, правење коктели, значи работи кои што повторно ќе кажам пазарот на труд ги бара со нормално економскиот развој. Инаку, на нашиот факултет редовно се организираат работилници, се организираат тркалезни маси, редовно настојуваме да го вклучиме реалниот сектор во организација на настаните, со што пак ќе кажам, уште еднаш си ја потврдуваме и си ја зацврстуваме позицијата како лидери во високото образование. Да, и покрај сета она обврска што ја имате, нели, образование првенствено на младите луѓе, наставно-научниот кадар е обврзан, да речеме, и за подготовка на научно-истражувачки трудови, па паралелно со тоа и учество на меѓународни домашни конференции, и тука сте, да речем, доста активни. Да, тоа е веќе дел и законска обврска, дел е и потреба да се усовршува кадарот. Да, факултетот располага со 33 професори вработени, кои што се активни постојано, значи не само на домашните, туку и на меѓународно учество на конференции кои што објавуваат трудови. И ние како факултет, еве да го нагласам и тој момент, имаме организираме меѓународна научна конференција. Еве оваа година крајот на септември, значи 29-30 септември веќе имаме најавено и во теќе повикот за пријавување на трудови. Таа е веќе традиционална на секои 2 години, а од пред 4 години направивме обид и кај студентите да ги заинтересираме и тие да се опробаат во истражувачките води, така да веќе оваа година на 20 мај беше студентската конференција. По 4-ти пат факултетот организираше студентска конференција и она што е за поздравување, што еве, иако е беше четврта поред, бројот на заинтересирани од година во година, бројот на заинтересирани студенти кои се пријавуваат на студентската конференција од година во година расте. И тоа не само од нашиот факултет, не само од нашиот универзитет, туку веќе и од сите оние институции со кои што факултетот соработува.
Како факултет сме коорганизатори и на неколку меѓународни конференции, значи уште една потврда дека кадарот на факултетот е и меѓународно признат. Постојано сме вклучени како рецензенти, како пленарни предавачи, значи не само што ние како факултет организираме наши конференции, туку и нашиот факултет, нашите професори се постојано присутни и се вклучени во организација на други меѓународни конференции. Значи таа навистина меѓународна соработка која што факултетот ја остварува, имаме навистина богата меѓународна соработка, дури може и цела една емисија да направиме само за тоа, така. Со кои се институции, со кои се, буквално мислам дека нема универзитет од било која земја со која што на еден или на друг начин не сме оствариле соработка. Сега ќе ве прашам каква ви е соработката со факултетското студентско собрание на Факултетот за туризам и гостителство во Охрид? Па можам да ви кажам одлична. Студентите сакаат соработка, студентите сакаат да ги слушате и студентите сакаат да ги вклучувате во секоја една активност. Што сакам да кажам? Ако ги оставите сами на себе, буквално се пасивни до максимум. Меѓутоа, ако постојано на дневна, на неделна основа ги контактирате, ги вклучувате, ги советувате, ги иницирате, навистина може многу да дадат. Еве, еден пример е студентската конференција која што пред малку ви ја споменав. Не го нагласив тој момент да не одам премногу во ширина, меѓутоа таа студентска конференција е токму резултат на факултетското студентско собрание со Центарот за научно-истражувачка дејност на нашиот факултет. Значи, повторно, студентите беа тие кои што не потикна, не мотивира да се вклучи Центарот за научно-истражувачка работа на факултетот во организирање на меѓународна конференција. Редовно се вклучени во сите активности кои што дали на факултетот или во градот пошироко, значи се и дали е тоа некоја хуманитарна акција, дали е тоа спортски активности, спортски манифестации, значи вклучени се, меѓутоа пак ќе кажам, бараат поддршка, соработка, кога ќе увидат дека навистина имаат поддршка од раководството, од професорите, може многу да дадат. А на нашиот факултет таа поддршка имаат, меѓутоа ајде ќе одам и се земам да слобода да кажам и малку пошироко, и на нашиот универзитет комплетно студентите имаат максимална поддршка, максимално вклучување во сите процеси и секогаш место има за сите кои имаат идеи, иницијативи. А наистина се креативни, некогаш идеите може ги реализираме, некогаш идеите не ги реализираме затоа што ќе му кажеме на рисците кои што постојат, така да во секој случај соработката, да одговорам директно на вашето прашање, соработката на факултетот со факултетското студентско собрание навистина е на задоволително ниво. Секогаш има простор за повеќе, секогаш има простор за подобрување и усовршување на таа соработка и таа можност и тој простор ние го искористуваме. Како што кажавте, деканке Едичевска, во овој период години наназад, еве ќе речеме не само сега, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и единиците на универзитетот навистина нудат огромни можности за студентите. Треба само, како што велите, малку повеќе да се поттикнат, да се ангажираат и да ги искористат сите поволности што УКЛО им ги нуди. И не само соработката со факултетското студентско собрание. Ние ја начнавме и таа меѓународна соработка, меѓутоа студентите треба да знаат дека треба да ги искористуваат сите оние програми за мобилност кои што се нудат, конкретно Еразмус и соработката преку ЦЕПУС мрежата. Значи тоа е навистина една одлична можност за размена на искуство, за споредба на квалитетот на образованието на матичната институција и институциите каде што одат во посета, па дури и можност да увидат за квалитетот на животот, начинот, можноста како се живее во поедини земји, како се живее во нашата земја, што може би во некој нареден временски период ќе им биде и некој, ајде да речам, репер дали би одлучиле
иднината да ја градат во сопствената држава или да одат надвор. Ги спомнавте мобилностите што младите во секој случај треба да ги искористат преку Erasmus Plus програмата, но да не заборавиме дека УКЛО е дел од Европската универзитетска алијанса Colors и тука се нудат одлични можности како за студентите, така и за професорскиот кадар, па се надевам дека и новата генерација студенти која што ќе се запише на Факултетот за туризам и гостителство во Охрид ќе знае да ги искористи. Деканке, јас сега кон крајот на ова денешно издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола, би ве замолила уште да слушнеме вашата порака до вашите сегашни студенти, но и до оние кои што ги очекуваме во новата академска 2026-2027 година. Па, пораките се проткаени во овој наш разговор. Јас само сега можам да ги ајде да речам сега да ги сублимирам. Значи, прво топло препорачувам да се одбере Универзитетот Свети Климент Охридски. Повикувам да се одлучите за некоја од студиските програми кои што ги нуди нашиот факултет. Кратко и јасно, атрактивни, перспективни студиски програми кои се поврзани со една од најбрзо растечките индустрии во светот. Тоа е услужниот сектор, туризмот и финансискиот сектор. Значи, тоа е број еден поради која препорака е да се одбере Факултетот за туризам и гостителство Охрид. Понатака, можноста за квалитетна, практична настава, работно искуство кое може да го стекнат во текот на студирањето. Број 3, или да не ги набројам, морам да го нагласам и овој момент, студирање во еден од најубавите градови на Балканот. Значи, можноста локацијски нашиот факултет е покрај брегот на Охридското езеро и него напоменавме близината на студентскиот дом, кој што исто така е придружна членка на нашиот универзитет. Факултетот е само на 200-300 метри оддалечен од студентскиот дом. Можност студентите кои што доаѓаат од другите градови во нашата држава да бидат за пристојна цена сместени во одлични услови. Понатака, она што би го издвоила, споменавме меѓународната мобилност, соработката со други универзитети надвор од границите на нашата држава, можноста да развијат одредени вештини, способности, значи способности кои што и текако во наредниот временски период во текот на градење на нивната кариера ќе им бидат потребни. И на крај, тука сме ние, како професори, пред се ради студентите да им помогнеме толку колку што се може во ова фаза на едукација да стекнат нови знаења, но и да ги развијат или да ги поттикнеме сите оние вештини кои што во наредниот временски период во текот на или пред почетокот на градење на нивната кариера ќе им бидат потребни. Значи сите оние креативност, тимска работа, способност за некое логично размислување, значи се она во текот на студирањето настојуваме да го развиеме кај нашите студенти. Деканке, јас ќе ви се заблагодарам за вашето учество во програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола и секако ќе ви посакам успешна нова 2026-2027 академска година. Ви благодарам, поздрав до сите ваши слушатели и се гледаме на нашиот факултет. Како идни студенти, порака до слушателите, без разлика дали е на прв, втор или трет циклус на студии. Ви благодарам уште еднаш. Остави ме до 10 да бројам и да не ти одговорам. Зошто не сакам се лошо да заминам, а тоа заслужуваш. Зошто не сакам се лошо да заминам, по добро те оставам. Сакам по-добро да те памтам, лошо се да заборавам. Сакам по-добро да се сеќавам на тебе што помислам. Сакам по-добро да те памтам,
љубов не умира, но нема иднина. Нека нашата љубов не умира, но нема иднина. Сакам по-добро да те памтам, лошо се да заборавам. Сакам по-добро да се сеќавам на тебе што помислам. Сакам по-добро да те памтам, лошо се да заборавам. Сакам по-добро да се сеќавам на тебе што помислам. Еден ден замирува со тебе. Сакам по-добро да те памтам. Не сакам утре да те мразам. Сакам по-добро да те памтам, лошо се да заборавам. Сакам по-добро да се сеќавам на тебе што помислам. Сакам по-добро да те памтам, лошо се да заборавам. Сакам по-добро да се сеќавам на тебе што помислам. И тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тантарова-Груеска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Не сум мирна вода, јас сум бура. Не се читам од еден поглед. Од тебе сакам само сигурност. Не ми збори денес може, утре не. Осам тоа што многу ми тежи. И тажна сум во секоја смеа. Затоа не ми стварај немир. Немир кој тешко ќе го поднесам. Не сум казна, не сум игра, не сум иста ко ти. Лажеш кога викаш остани, дека не ти значам ништо. Без срам. Прво види се себе, па после кажи ми на мене. Прво размисли кој си, па дојди до мене. Прво види се себе, па после кажи ми на мене. Прво размисли кој си, па дојди до мене. Не ми збори ќе биде подобро. Покажи ми со мали работи. Кога светот против нас се, ти биди моја светлина во очи. Ако некогаш се промениш, ќе бидам тука да ти подадам рака. Мене не ми треба совршен човек, ми треба човек што ме сака. Прво види се себе, па после кажи ми на мене. Прво размисли кој си, па дојди до мене. Прво види се
pa posle kaži mi na mene. Prvo razmisli koji si, pa dojdi do mene. Prvo piti sve za sebe, pa posle kaži mi na mene. Prvo razmisli koji si, pa dojdi do mene. Uklo FM, Битола, јули 2026 година. Uklo FM 90,8. Избери квалитет, избери традиција, избери го Укло. И слушај Укло FM Битола 90,8 мегахерци. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk